кој ќе ги плати 24 април и 8 мај, деновите кога ќе се гласа за председател и избор на пратеници кои владата ги прогласи за неработни денови. Неколкуте минути гласање, реалниот сектор ќе го чинат загуби, кои ќе се мерат со милиони евра. Работодавачите повеќе сакаат прецизни вакви одлуки од владата, бидејќи сметаат дека треба јасно да биде кажано, да речеме, ако работодавач се одлучи да работи, тога се поставува прашањето дали треба да го извести инспекторатот за труд дека ќе работи и дали треба да плати, да речеме, 50% кој работа на празник. Тука станува збор за недоречените. Ако работодавачот ја почитува препораката да не работи, тогаш е јасно дека ќе работи во сабота или ќе го пише како годишен одмор. Освен загубите, за бизнисот е нејасно и друго. Во никој случај не може и да сака владата со одлука да нареди на работодавачите да го платат тој ден као неработен ден, затоа што такви ингеренции владата нема. Само со закон може да се воведат нови давачки, нови зафаќања од бизнисот. Од Труд и социјала немаат одговор на овие прашања, но се повикуваат на решението за распишување на избори. На секој граѓанин треба непречено да му се овозможи гласање во избирачката единица каде што е регистриран. Стои во законот дека работниците треба да останат настрана од сите калкулации и трошоци, категорични се и од синдикатот. Работниците не треба да изгубат нити денар за време на изборот, кога ќе дојде. Тоа се 2 дена кои што владата ги предлага и тоа ги повикува работодавачите тие денови да ги ослободат работниците. А ние секако нема да дозволиме како сојуз на синдикати доди на штета и на грбот на работникот, иако крај со крај не може да оди со овие плати кои што сега ги имаат.